Стефан Ѓоргиев плени со самата појава. Неговата искрена, младешка насмевка никого не остава рамнодушен, исто како и неговото музицирање на трубата. Ги буди сите сетила. За него не важи она има време младси. Свири сега и ниже успеси и дома и во странство на меѓународни надпревари. Трубата е традиција во неговото семејство. На неа свиреле и дедо му и татко му. Има 15 години, но на неговата уметничка зрелост може да и позавидат многу професионалци. По потекло од Македонија, но живее со семејството во Загреб. Таму се школува и музицира во класата на професорот Томислав Шполјар. Добро е познат на хрватската јавност, но за него допрва ќе се слуша. Стефан, од колку години другаруваш со трубата? Од кога почна да свириш труба? Па еве, со трубата и татко ми и дедо ми свира труба и од мали нозе у куќата цело време се свири труба и така, али во музичко школа сум од пред 5 години, од 10 години. Трубата е традиција во твоето семејство, љубовта ја наследи, предпоставувам, од дедо и од татко. Така е, татко ми свири се уште, а дедо ми свиреше во оркестарот македонски, преку 30 години беше шеф. Стефан, дали секојдневно вежбаш на инструментот? Па, у Загреб идам у 2 средни школи тренутно и пробувам да свирам барем по сат и пол на ден. Стефан, ова е инструментот на кој свириш и со кој редиш успеси. Каква е оваа труба? Таа труба ми ја посвети еден човек што прави труби. Оригинално прави флугелхорни во Холандија, ама оваа труба беше на Брас фестивалот кој го организира мојот професор у Велика Горица, веќе преку 10 години. И ме примети мене и сакаше да ми направи труба и еве, ја направи и ја прати. Специјално изработена за тебе. Така е. Како се подготвуваш за твоите настапи и надпревари? Па со професорот се договараме и професорот ми кажува како и што, ме прашува дали сакам да идам или не и така вежбаме заедно и така. Тешко е да се свири на трубата? Па тешко е, ама ја имам волја и... Што најчесто свириш? Најчесто свирам класика и вежбаме класика и свирам по надпреварите класика, ама и со татко ми знаеме дома некогаш да свиреме македонска музика. Како ти се допаѓа македонската музика? Убава, сакам. На што ќе се фокусираш во наредниот период, за што ќе се подготвуваш сега? Па еве, цел ми е, сега средна школа упишав оваа година и цел ми е да упишам академија или у Загреб или некаде надвор од Загреб. Учествуваш на многу надпревари. Еве пред нас се многу освоени награди, пехари, медали. Да, еве, имаме од Србија, Земун, Бугарија, у Португалија бевме пред месец и пол и така бевме на онлайн у Америка и сакам да кажам кај да се пријавам на секој надпревар, се пријавувам као дете кое учи у Хрватска, ама потекло македонец. Има некој настап што кај тебе буди посебни спомени, емоции? Кој настап ти беше најубав, од кој имаше најмногу трема, кој ти беше најтежок? Да, па на почетокот ми беше најтешко, додека не се навикнав првото, второ оделение, тука ми беше највише тремата. А кој настап ќе ти остане во сеќавање? Па, во сеќавање сигурно ќе ми остане од Белград, у Србија, првиот пат кога бев. Тогаш имав баш многу трема, ама добро пројде. На кое надпреварување со радост се сеќаваш секако? У Бугарија идев сам, една недела бев таму и таму беше баш убаво. Што ќе им порачаш на твоите врсници? На оние што сакаат да се занимаваат со музика? Па, еве, да вежбаат што поише можат и дека ќе успеат сигурно ако ќе вежбаат и ако имаат волја. Има работи и гости за кои ти игра срцето. Стефан е еден од нив. Еве на стартот од денот, сите да уживаме во неговото музицирање.